Лидерите ги менуваат работите. Лидерите имаат предизвик да се променат себе си, да научат нешто ново и да ги сменат сите останати кои што ги водат во областа на она што е ново научено. Не знам дали сте ја слушнале, овде е на чешки на самата слика, меѓутоа, сменете си себе си, ќе го смените целиот свет. Што е светот за нас? Земјината топка? Што е светот за нас? Што е светот за вас? Земјината топка? Не, веројатно, она место каде што ние делуваме најуспешно. Она место каде што имаме луѓе пред кои делуваме и она место каде што ги задоволуваме потребите на оние луѓе со кои што функционираме. Петиот принцип. Бидете корисни за вашето обкружување. Имам време. Која е поентата да имате следбеници, а да не ги водите? Така, мораме да бидеме корисни. Бидете секогаш подготвени да го следите она што го знаете, да го споделите она што го знаете. Немојте да бидете себешни, споделувајте. Бидете подготвени да им дадете признание на вашите следбеници, да ги охрабрите и да ги водите кон нивната цел, кон вашата заедничка цел. Охрабрете ги. Рековме, не се плашиме да сгрешиме. Значи не смееме да ги казниме кога грешат. Треба да ги охрабриме за тоа што направиле обид да направат нешто и за тоа што научиле еден нов начин на кој што таа работа не се извршува. Охрабрете ги луѓето. Лидерите се луѓе кои што знаат да охрабрат. Лидерите се луѓе кои што знаат да водат и лидерите се луѓе кои што знаат кого сакаат да водат. И шестиот принцип. Препуштете му се на времето, дозволете да се случи магијата со тек на време. Па кој станал лидер преку ноќ? Кој станал лидер преку ноќ? Освен оние кои што имаат нова визиткарта. Оставете им на вашите следбеници време да го абсорбираат наученото за да ве признаат за лидер. Можете да им дадете вредност на луѓето. Меѓутоа, тие самите треба да проверат дали е тоа вредност за нив. Тие самите треба да проверат дали вие вредите за да ве следат. Тие самите треба да проверат дали имате што уште да им дадете. Не сме лидери ако дадеме една вредност. Знаете што? Знаете како правилно да изберете кондури? Толку од моето советодавање. Толку ја можам да ве поведам. Само да научите како правилно да изберете кондури. Ама не сум ви кажал дали да облечете чорапи, дали да не облечете чорапи на кондурите, дали да земете 2 броја поголеми. Единствено ви кажав да го проверите материјалот на кондурите за да знаете каква кожа имате и дали воопшто е кожа. Тогаш зашто би ме следеле? Така. Повторно погрешно копче. Знаењето, учењето може некогаш да се случи многу брзо, но за кредибилитетот е потребно време. Че можеме да научиме од денес зутре некоја нова работа. Можеме? Седнеме и ќе научиме нова лекција, ќе знаеме нова работа. Меѓутоа, луѓето кои што не следат сакаат да проверат колку ја познаваме, не колку ја знаеме новата работа. Луѓето сакаат да проверат дали знаеме да делуваме со истата таа. Дали знаеме да ја искористиме. Можеме денеска да отидеме на час по джудо и да научиме нова техника на одбрана. И кој ќе излеземе од салата за джудо, да не нападне некој, што ќе направиме? Ќе употребиме техниката од првиот час? Не, пак ќе избегаме. Така да научивме многу кратко, за саат и пол научивме како да се браниме. Меѓутоа не знаеме се уште да го употребиме. Дозволете им на луѓето да помине време да се уверат дека знаете што правите и дека знаете каде ги водите. Ниту еден лидер не е лидер сам за себе. И ниту еден негов резултат не е резултат од него креиран. Сите резултати на лидерите се заеднички резултати. Дајте им на вашите следбеници заедништво во работењето кое што го правите. Мотивирајте ги идеите на вашите следбеници, направете да се случат, да се остварат. Вашите следбеници со тек на време почнуваат да стануваат проактивни, сакаат да додадат вредност на тимската работа која што ја работите заедно.
Сакаат да додадат вредност на нештото големо кое што заедно целите да го постигнете. Се мотивираат, едноставно ги мотивирате. Имаат своји идеи. Дозволете им тие идеи да бидат реализирани од вас и од тимот. Така правиме заедништво. Може би ќе ги модификуваме, може би идејата во моментот не е наидеалната, може би треба да потрошиме 2 недели интензивни состаноци за истата таа идеја. Меѓутоа ќе направиме да истата се случи, да ја модификуваме во правец кој што одговара на целиот тим и на крај на ден кој што одговара на целта која што сакаме да постигнеме, на резултатите кои што ќе не направат подобри. Бидете подготвени да дадете пред да земете. Не чекајте секогаш да ве наполнат со дарови за да вратите дар. Сетете се дека тие се следбеници ваши. Сетете се дека морате да им дадете вредност за да ви возвратат назад. Повеќето дел од вас, како и да кажам, имате деца. Што очекувате од вашето дете кога ќе се роди? Што да ви даде? Што може новороденче да ви даде на вас? Така, родителскиот аспект. Мораме да му дадеме за да ни возврати назад. И што е уште поинтересно, нека биде аналогијата родител-дете со лидер и следбеници. Ние од нашето дете не очекуваме дека ќе ни врати, а сепак не себечно дава. Ние нашето дете не го обврзуваме да ни врати. Не може да ни донесе материјална вредност поголема од она не сакаме или не очекуваме да ни донесе материјална вредност поголема од она што ние можеме да му пружиме. А сепак не себечно даваме. И сепак сме лидери на нашите деца. Бидете лидери на луѓето кои што ве следат, дадете им, па може би ќе ви вратат. Не очекувајте дека мора да ви биде вратен. Не даваме на заем на крај на ден, така? Бидете подготвени да дадете пред да земете, рековме, дискутирате со вашите следбеници за тоа како можете да придонесете за остварување на нивните визии. Веќе споменавме, нивните визии нека станат ваши. Дајте им вредност, дајте им заедништво на вашите следбеници. Осигурујете се дека вашето водство има цел. Креирајте цел која ќе ги издвои вашите следбеници. Кон што одиме сите? Каде се движиме? Што е она што сакаме да го оствариме? Мораме да им дадеме цел на нашите следбеници. Знаете кога ќе станеме нелидер на нашите следбеници? Кога почнеме да ги лутаме лево-десно. Ако немаат цел, нема да не следат. Ако немаме заедничка цел, нема да не следат. Ако не креираме заедничка вредност од целта која што треба да ја креираме, нема да не следат. Мораме да креираме заедничка вредност. Велат едно интересно искуство, креирајте заедничка вредност и визии. Мораме да креираме визија и вредности од визијата со нашите лидери, за да знаеме кај одиме. И тие исто така да бидат заеднички. Не можеме да им напишеме, знаете што, дечки, од денес почнуваме да даруваме на ова и ќе одиме овде затоа што јас така сакам. А вие ќе ме следите, ја ќе ви бидам лидер. Па да видиме колку. Креирајте цел која ќе биде остварена на различен начин од вашата од целта на вашата конкуренција. Бидете различни, бидете иновативни, дајте им нешто интересно. Знаете што, не секогаш ги правиме први работите за разлика од нашата конкуренција. Некогаш пробуваме да ископираме нешто од нашата конкуренција кое што го сметаме за вредно. Не можеме секогаш да измислуваме топла вода. Меѓутоа не мора да биде чиста копија, копи-пейст. Па копи-пейст, ама да допишеме уште еден збор. Да бидеме оригинални, да бидеме инвентивни во она кое што го правиме. Дајте им на луѓето да се радуваат на нештото што они сами го придонеле на целта која што остваруваат. Охрабрете го вашиот тим дека е дел од нешто специјално, нешто посебно и постојано потсетувате го вашиот тим на целта кон која чекорите. Работиме на ова. Ова кога ќе го направиме, ќе бидеме ова и ова. Ова кога го направиме, ќе можеме да се посветиме на новата наша задача. Кога ќе го постигнеме овој успех, ќе се издвоиме од сите. Ќе имаме ваков софтвер, ќе имаме онаков софтвер, ќе имаме вакви резултати, ќе имаме онакви резултати. Потсетувајте ги луѓето и на тоа каде одите и на резултатите кои што ќе ги добиете како исход на она каде што ги водите. Бидете позитивни.
Веќе беше кажа, позитивноста креира можност и атмосфера за комуникација. Не можеме да бидеме намуртени, да бидеме срекни за тоа што, тоест да очекуваме дека луѓето ќе бидат срекни и ќе не следат. Не, мораме да бидеме позитивни. И позитивни кон сите чекори кои што претходно ги споменавме, дури и онаму каде што се греши. Така, мораме да бидеме позитивни кон она што го правиме. Бидете позитивни кога споделувате идеи, кога некој споделува идеи со вас. Колку и да сметате дека таа идеја е базична на некој од вашиот тим, кажете му дека е одлична идејата. Кажете му дека е одлична и побарајте да сите останати дадат придонес кон развивање дополнително. Значи, ако кажете обратно, ако им кажете, ајде да ја развиеме идејата на Павле, го демотивирате Павле Зимбаков. Ако кажете одлична идеја Павле, што имаат другите да кажат? Како можеме ова да го направиме подобро? Тогаш Павле е мотивиран и да ја развие собствената идеја и да ги прими сугестиите од сите од неговиот тим. Бидете позитивни, мотивирајте ги луѓето за нивните цели. Можете ли да бидете лидер само доколку имате тим? Тим кој ќе сака да ве следи, на кој што морате да му понудите резултати. Тим кој ќе може да научи од вас, со кој што ќе морате да го споделите вашето знаење и искуство. Тим кој ќе има храброст да тргне по вас, оние со кои ќе имате заедничка визија и вредности, веќе кажав. Комплементарен тим. Тим со кој што ќе можете да комуницирате. Зборевме за комуникацијата, се збореше пред мене. Сосема накратко. Во Салават има отприлика 30 на луѓе. Ниту еден со еден не е ист. Ниту еден со друг не комуницираат на ист начин. Вештината лидерска е да знаете да комуницирате со сите луѓе од вашиот тим. Тие сите комуницираат различно. Не можеме да поставиме модел на комуникација во тимот. Вака ќе комуницираме. Тој модел одговара само на еден човек во тимот. Може би сме слични, па и на вториот. Имајте во предвид дека можете да креирате тим, да бидете лидер на тим, доколку знаете со секој поединечно да комуницирате. Што е лидерство? Вели, лидерство е да ја видите сантата мраз пред во неа да удре вашиот Титаник. Удри ли Титаник во сантата мраз, сите знаеме што се случува. Лидерство е да знаете да го спасите тимот од пропаст. Лидерство е да знаете да предвидите. Знаете кој може да предвиди? Со 100% сигурност. Никој. Како лидери имате обврска да се обидете да предвидите. Така има помали шанси да дојдете до колапс. И каде изостанаа лојалните вработени? Како почна презентацијата? Уствари ништо не кажавме за вработените? Преку лидерство до успешни и лојални вработени беше насловот на темата за која што јас требаше да говорам. Сеќавате на 6-тиот чекор? Оставете им на вашите следбеници време да го абсорбираат наученото и да ве признаат за собствен лидер. Така ќе креирате лојални вработени. Оставете им време, нека направат сами проценка. Имав една ситуација со една собственичка од една компанија, која што на обука, кога разговаравме за комуникација и важноста од комуникацијата во организацијата, јас реков, сигурно имате кафе паузи кои што ги правите. Користете ги кафе паузите покрај трачевите кои што сте ги дознали и доживеале од минатиот ден, искористете по еден збор конструктивен во врска со работата, чисто за да знаете кој каде е во организацијата. Станува збор за организација од индустријата на здравство, кои што се поделени по оделени и се распрчкани како такви и не се секогаш заедно, не се во иста канцеларија, не е океан простор каде што функционира. Чи искористете го времето. Знаете што ми кажа собственичката? Би им викам јас Абале да пиеме кафе заедно да ми кажат што имаат да ми кажат.
Не викам, Господи, не треба да им викате, треба да имаат желба да го направат тоа. Треба да знаете, да ги мотивирате да имаат желба да го направат тоа. Не можете да им кажете да седнат да пијат кафе со вас. Затоа што паузата која што сте ми одредиле за кафе и за ручек е нивна пауза, не е работна. Имаме половина час одредена пауза, што сакам ќе правам. Не морам да седам со собственикот, а може да седам. Може да сакам и додам на доручек надвор со собственикот или со мојот менаџер ако имам што да споделам за да бидам конструктивен. Ако го сметам за лидер, ако го сметам корисно истрошено времето од 15 минути, 20 минути, половина час, седејќи со собственикот или менаџерот или лидерот со кој што јас функционирам.